Најпрвин да ви посекам добро вечер. Добре дојдовте на вебинарот Пристап до финансии за дигитална трансформација, како да обезбедите грант и како да го дигитализирате вашиот бизнис. Имаме интересна тема, а имаме интересни предавачи. На почетокот јас само ќе обезбедам неколку технички информации. Значи, како што самите веројатно приметивте, вебинарот се снима. Истиот ќе биде достапен после тоа до сите пријавени учесници на овој вебинар, ќе ви биде испратен како линк на вашите мејлови кои ги оставивте. Дополнително ве повикувам на сите теми кои ќе бидат предмет на овој вебинар, слободно да поставувате прашања во чат. Ќе се обидиме на сите прашања веднаш да одговориме на крајот во таа сесија за прашања и одговори. Дополнително, ако имаме време, ќе вклучиме некој од вас и во живо, ако сака во живо да го постави прашањето. Исто така, сакам да ви информирам дека на крајот на овој вебинар ќе ви биде испратена една форма во која вие може да пополните вашите многу кратка форма со кратки податоци, телефон, мейл и лице за контакт, при што ќе може да ве контактираат нашите ERP консултанти од Zonal Software и да добиете бесплатна анализа на вашите бизнис процеси, која понатака може да ви предонесе за полесен пристап до вакви до вакви грантови. На почетокот би сакал да го поканам господинот Зоран Настевски, собственик на Zonal Software, со над 30 години искуство во дигиталната трансформација на компании, да каже краток повед за самиот вебинар и кои се целта и што сакаме да постигнеме со овој вебинар. Господин Зоран, повели. Благодарам, колега Гоце. Само повратно дали се слушаме, да не откаже случајно техниката, супер, одлично. Јас ќе бидам краток. Поздрав до сите, добро вечер и до оние што првпат се вклучуваат на некои од нашите вебинари, а гледам и ме радува бројка на присутни кои редовно не следат на нашите вебинари. Вечерва имаме доста информации кои сакаме да ги споделиме, една интересна област и јас кратко само ќе ја навестам. Еве ќе го шерувам исто мојот дел од презентацијата, мислам дека се гледа, дали се гледа сега? Би требало да е окей. Значи, вечерва зборуваме за обезбедување на средства и вредност која е резултат на тие средства што ќе ги набави секоја компанија, вредност за унапредување, за дигитализација, односно унапредување на секој бизнис. Имаме вечерва и многу интересен гостин, многу почитуван и доста искусен, тој е господинот Зоран Стојковски, собственик и преку 30 години начело на Проефект Иново. И негов фокус и фокус на Проефект е поддршка на мали и средни предпријатија за финансирање проекти во областа на дигитализација и иновации. Значи, заеднички ќе ве информираме и упатиме како да дојдете до средства и како да добиете вистинска вредност од тие средства преку еден вид унапредување и еден катапулт за успех на вашиот бизнис. Зуки, ако се слушаме, добро вечер и можеш да го преземеш микрофонот. Благодарам многу. Морам да признам дека ми е исклучително задоволство што токму со вас, со тимот на Zonal ја покриваме оваа тема. Јас наистина оваа година ми е јубилеј на 30 години од првиот добиен грант и некако кога гледам од позади излегува дека е така застрашувачки дури, али еве поминаа 30 години во делот на она кое што го правам. Навистина има доста, значи сум работел во неколку грант програми, USAID, Швајцарска агенција за развој, водев локална фондација, неколку европски проекти и во последните 10 години всушност сум основач и собственик на Проефект Иново, значи компанија консалтинг кој што малтене е 85% од она што е наше портфолио, значи се однесува на поддршка на различни ентитети, особено бизнис
бизнисот, микро, мали и средни предпријатија, како да дојдат до финансии од неповратни извори на средства, тоест така наречени грантови. Значи, иако можеби малку ќе го допреме и делот на кредитирање, но во основа мојата презентација денеска ќе биде повеќе во таа насока и се надевам ќе биде доволно за сите присутни овде да добијат можеби информација повеќе. Морам да признам дека јака силна страна ми се програмите на Европската унија, значи зборам иако имав доста солидно портфолио, 25 добиени проекти и 3 добиени, али не се случија од фондот за иновации, но генерално портфолиото за иновации посебно и особено каде што влегува и делот на дигитализација во изминатите особено 7-8 години сум доста го работам и го правам. Но ајде да не должиме, во основа јас имам некоја презентација која што е отприлика се надевам 20 на минути, во која што ќе ги представам дел на овие грант програми. Нормално ќе се представам и себе си. Оние кои што следат може да спремите мобилни телефони, бидејќи ќе има неколку QR кодови кај што ќе може да имате пристап до ресурси, така да мислам чисто да знаете дека ќе може на тој начин да одите со мислам и да имаме и екстра интеракција и екстра комуникација. Кога зборуваме за она што, значи она кое што ќе го имаме, значи јас нема да направам сега детален преглед на достапни најавени повици, но во основа ќе ги споменам најдобрите. Јас токму во овој термин секој вторник од 19 часот водам нешто што се вика Гранткаст. Гранткаст е првиот подкаст кај нас, а и во регионот, кој што фокусот е презентација на конкурси за грант. Така да, иако можеби оваа недела ради оваа дешаванка овде го поместив за 23 за четврток, но еве можност, тоа е исто така бесплатен Zoom, секој вторник од 19 часот ќе може дел на оние кои што се заинтересирани за грант повици да добијат информација. Она кое што исто така ќе се осврнам на можности за грантови во делот на дигиталната трансформација, но исто така и делот на иновации, па и руралниот развој. До некаде актуелна е мерка 7 која што излезе сега пред како најава од 15 октомври нааму. Ќе ги опфатам секако и другите меѓународни извори присутни кај нас, но и националните. И во основа тоа е мојата замисла. На самиот почеток имам уште нешто кое што е бесплатно, а кое што може да биде екстремно важно за оние кои што бараат, бидејќи многу често мене ми се обраќаат луѓе кои што викаат: "Зоки, дај нешто за нас." Дај или пак онаа другата крајност дека нема грантови. Во основа вистината е малку поинаква, баш напротив, особено кога станува збор за микро, мали и средни предпријатија, има фантастично многу грантови. Јас сум сведок, бидејќи велам со дел на оние клиенти со кои што соработувам постојано сме во подготовка, но исто така и во спроведување на грант проекти. Можете на овој QR код да добиете линк до Facebook група, некаде околу 3000 членови има. Така да на таа Facebook група ние малтене секојдневно кога ќе видиме грант повик објавуваме со линкови, со куса информација, и онда тоа ви е можеби најдобриот начин. Може дел од вас има неколку портали кои што особено и во регионот, кои што исто така за некои 300 или пак повеќе евра годишно ви доаѓаат секој ден на мејл. Немој да плаќате, сето тоа е бесплатно на оваа Facebook група, се вика Грант Академија. Така да слободно може или да побарате на Facebook, нормално треба да се направи апрув, но ние ќе ве одобриме и значи заедно овие две места ви се локации каде што вие ќе можете да добиете информации на малтене неделна, ако не и на дневна основа
за тоа каде да се аплицира. Сега, ќе почнам со она која што е можеби најголемиот залог. Предпоставувам, барем од она што видов кој се е тука, можеби ова е преголем залог, но Horizon Europe е најголемата програма каде што од на Европска унија, така наречени порано се нарекува комјунити фондови во заедницата, значи сега се фондови во унијата, ги има некаде околу 39, ако не се лажам, последната информација, од кои ние можеме да аплицираме во 15-тина како држава која што пристапува кон ЕУ. Horizon е еден од тие овакво програми каде што може да се аплицира. Значи ова е мимо тоа што ние го добиваме од Европска унија под нешто што се нарекува инструмент за предпристапна помош. Значи тоа е, ако ја видите оваа шема, значи ние добиваме пари врз основа на проекти во различни области кои што ги договараме и преговараме меѓу ЕУ и Македонија, тоа е IPA 3, инструмент за предпристапна помош. А сите овие други, Cross Border Cooperation исто така е дел на IPA, Civil Society е дел на IPA 3. Но другите надоле, Креативна Европа, Erasmus+, Horizon, дел на Single Market Program, Digital Europe, Life, CERF, сите тие се community програми каде што ние, значи екстра од тие некаде околу меѓу 700 милиарда, колку што отприлика треба да тежи и инструментот за предпристапна помош кој што секоја држава го преговара посоодветно и го посебно се извинувам. Значи ние можеме да аплицираме како правни субјекти. Компаниите се добре дојдени во Horizon. Horizon иначе тежи 96 милиарди во период 21-27, значи се случуваат последниве 2-3 години. Но најдобро, особено за оние кои што се бават со иновации, може да аплицираат до така наречениот акцелератор на Европскиот совет за иновации. Тоа е нешто, замислете, она што беше ФИТР или пак сега и нова. Сега е, значи, од 2019 наваму се нарекува Европски совет за иновации на Европската унија и до 2,5 милиони евра, значи од пола милион до 2,5 милиони евра вие може да добиете грант. Но велам, тука морате да одите со иновација. Дигитализацијата се подразбира, значи вие морате да бидете без разлика дали станува збор за добри 40-50% од проектите кои што се во делот на тој сегмент на дигитализација или пак дури така наречена длабока технологија, deep tech интервенции. За оние од вас, за да аплицирате до акцелератор, вие мора да сте некаде пред прототип. Значи, она што го имате, дали како софтвер, дали како дигитално решение, дали како пронајдок, како сакате, мора да го имате некаде блиску до или прототип или пред прототип фаза. Тоа е условот да се јавите за акцелерација, кој што всушност преку грантови меѓу пола милион и 2,5 милиони евра вие може да аплицирате и значи каде што соодносото 70-30. 70% е грантот, значи до 2,5 милиони евра максимум, а 30% го добивате вие морате. Отприлика оние кои што до сега работеле со ФИТР, комерциализација во ФИТР беше 70-30, истиот од тука е земен тој сооднос. Horizon има сега во моментот до 18 ноември има преакцелераторска програма наменета за така наречени widening countries. Тоа се држави кои што 15 најпоследно влезени од Европска унија и сите исто така се негде десетина 6 од Западен Балкан плюс Турција плюс Украина, Молдовија и Грузија. Така да во такво едно друштво каде што се најголемите, најјаките фирми и најјаките универзитети тргнати, може да добиете значи од 300 до 500 000 евра грант, значи преакцелераторска програма до 18 ноември. За сите овие слободно обратете се, бидејќи доколку ќе немаме многу време тука да се задржуваме, но велам
е нешто кое што може и како да ви се најде. Јас најчесто зборувам многу слободно, ќе го задолжам Гоце да ми каже Зоки 10 минути збориш, 15 минути збориш, за отприлика да не претерам, али гледам дека до пола сум негде дојден, така да претпоставам имам уште 10 на минути. Така да ќе одам понатаму со мојата презентација. Дигитална Европа е програма која што углавном е стриктно фокусирана на дигиталната трансформација. Така да, она кое што ние више имаме неколку проекти кои што се финансирани од Дигитална Европа, во основа може да се аплицираат проекти за развој на дигитални вештини, меѓу другото и во бизнис секторот, но и во јавната администрација. Значи, оние од вас кои што се бават со дигитални вештини или пак воопшто се одат во делот на аплицирање. Циклично е. Оваа година се поминати најголемиот дел на повици, но веќе следната година. Значи имаат циклика, секоја година се доделуваат пари, меѓу другото и за бизнис сектор. Кај нас имаме компании кои што меѓу другото и во делот на cyber, значи на cyber security, значи безбедност, но исто така и во делот на понатамошно развивање на вештини. Најчесто овој тип на проекти изискува да мора да се оди во конзорциум, мора да се оди во партнерство со други држави, минимум 3 држави се, така да и покрај тоа што станува збор за значајни, значи збориме милионски суми, тука треба да има добар пристап, квалитетен проект и во секој случај нешто кое што може да ви оди во прилог. Дел од вас сигурно сте го слушнали Erasmus+. За жал, Erasmus+ многу често се поврзува со тоа што кога наставниот кадар од основни средни училишта, па дури можем да кажеме од некои факултети или пак самите студенти прават некакви размени, Erasmus+ е фантастично и одлично отворен кон мали и средни предпријатија. Значи, особено ако вашата компанија работи во дадена област, земете дрвна индустрија, земете дигитална трансформација, го сакате, земете било која индустрија, доколку сакате да работите во некако унапредување на вештини и соработка, партнерство со ваши соодветни компании, значи Erasmus исто така е високо пропулзивна програма која што има многу грантови, 26-27 милиарди евра е за овие 7 години, 21-27, и те како може да аплицирате, значи од тие минимални, значи ламсам буџети кои што се 30 и 60 илјади, но исто така и посериозни партнерства, значи за 120 илјади, 250 и 400 илјади евра. Има исто така компонента за иновации, значи каде што меѓу другото се бара минимум 4 држави, се бара минимум 8 држави да учествуваат, значи со соодветен број на партнери. Значи тука во Erasmus морате да покажете не само да имате иновација, не само да имате добар проект, но мора да имате добри релации во областа во која што се јавувате. Но дефинитивно велам, Erasmus не е само, бидејќи кога јас ќе кажам на некоја компанија дека може да аплицираат Erasmus, па чеки, не беше тоа за овие наставнички нешто шетаат, пошто за жал велам таков некаков печаток има кај дел на популацијата. Тие што знаат и што го почитуваат, Erasmus е многу сериозна програма, Erasmus е програма која што меѓу другото за жал кај нас нели се спрдаат со некои смешни оваква ситуации поврзани со Erasmus, велам, баш се спрдаат, но тоа е многу несериозно, затоа што оваа програма е фантастична програма за мали и средни предпријатија, меѓу другото, така да, особено да речеме, ако меѓу вас има мали и средни предпријатија кои се бават со образование на возрасти, да речеме, ова е меѓу другото фантастична програма. Но велам, во било која индустрија, во било која област, вие може да најдете. За жал, нема да најдете пари во Erasmus за основни средства. Тоа не, али барем во делот на надградба, вештини, па дури финансирање на дел на иновациите, истражувања, промоција, апсолутно е програма, значи велам за која што има потреба за некаква
најсоодветни програми. Сега, кои се други програми? Ова Ч това му требаше да биде слеш, ама излегло Ч. Значи SDC е Швајцарска агенција за развој, JICA е јапонската агенција за меѓународна соработка, SIDA е шведската агенција за меѓународна помош. Значи станува збор за преку различни програми Швајцарска агенција за развој, една од нив е име, значи меѓу другото еден од областите покрај туризмот се и креативните индустрии, зелените технологии, така да меѓу другото и тука можете, мислам не се големи пари, али доколку сте интересни до 15.000 швајцарски франци може да се добие поддршка. SIDA има неколку регионални програми, за жал не можете да се јавите, бидејќи ова се големи, значи не можете да одите директно во Швајцарска агенција за развој или во Шведската агенција за меѓународна помош, туку во нивни програми што ги финансираат и преку тоа да бидете финансирани. JICA имаше и мислам дека се уште има програма за менторство, но исто така зрачи и во други сериозни финанси кои што ги има. Сега, доаѓаме до програма која што углавном е за кредитирање, тоа е значи Европската банка за реконструкција и развој. Значи тоа е програма која што на вистина кога збориме за дигитални интервенции, значи за маркетинг, за полесни софтверски решенија, интернет страници, и те како може, значи понекад за дел на нивните интервенции кога вие преговарате кредитирање, кое што или пак на пример во различни области вие во делот на зелените инвестиции обавезно добивате и 15% грант, тоа се најчесто можност за вас да ве привлечат, за всушност каматата се плаќа преку тој овакво механизам. Имаат кредити за дигитализација, значи плюс има дел на грант. Значи веќе тука, ако ова претходно беа меѓународни програми, европски програми и меѓународни кои што воглавном даваа грантови, веќе преку Европската банка за обнова и развој, веќе има пласмани на, вистина е извинете многу. Така да една специфична програма, морам да признам дека илјадници фирми, особено да речеме, они беа финансирани и фокусирани кон женското бизнис лидерство. Значи една на повеќе нивоа програма која што навистина долго сте заинтересирани, ќе ми биде мило да помогнам. Спомнав, мерка 7 е отворена најавено е отварање. Таа е програма каде што ќе може да се оди до значителни финансиски средства, каде што ваши компании може да меѓу другото да инвестираат во незагадувачка индустрија, но во рурални средини. Че вие не можете да, ако сте да речеме во урбана средина, не можете да одите таму, но доколку живеете во град, во општини кои што целата општина е всушност рурално подрачје или неразвиено, или пак би сакале да инвестирате во делот на опрема, во делот на простор, но исто така и за друг тип на фандинг, каде што меѓу другото ќе може да се сместат и да ќе имате во дадени области и можност за, да речеме, ние вчера разговаравме со едни клиенти кои што беа заинтересирани, сакаат така наречен рурални музеи. Тоест, мислам, некаква поставка која што во рурално подрачје ќе сакаат да имаат и на тој начин всушност да меѓу другото дел на решенијата кои што ќе имаат, значи на ниво на опрема ќе бидат дигитални. Така да нема да биде она што е можеби поише темата што Зонел го интересира софтверските решенија кои што ги нудат, но генерално меѓу другото и дигиталните решенија во делот на една музејска поставка ќе може да се финансира. Така да велам, во сите овие можности кои што стојат, ИПАРТ е многу интересна програма, иако е
е комплицирана, без разлика што 75% се финансира од Европската унија. Ова е програма која што ја води агенција која што е наша, како што речеме Еразмус, ја води Еразмус агенцијата во Македонија. Е непотребно искомплицирана. Велам, моето искуство од грантови тоа го покажува, некако као да се праќа погрешна информација, погрешен сигнал. Знаете, ако вие го оптеретите процесот со административна процедура, тоа значи дека тие малите компании, микрокомпаниите или пак дадени индивидуи дури кои што може да се јават во овие мерки како земјоделци или пак како трговци поединци или како тој тип на, но дури и таму е потребен софтвер, дури и таму е потребно водење или пак административна финансиска поддршка. И те како е обременета од таа процедура која што ние како консултанти ја помагаме, ја работиме, но морам да признавам дека и фонд за иновации имаше сличните, тоа беше државна агенција, па не беше толку комплицирано на почеток, туку само оние, да речеме, кои ќе бидат пред подпишување договор, тогаш се обезбедува. Овде знае да биде лудило. Вие ако сакате да градите, вие мора да имате понуди од 3, па онда кој вас ќе ви направи понуди, особено ако е, да речеме, градежен изведбен проект, сето тоа чини пари, мислам никој нема да ви направи вас изведбен проект каде што со сите ставки за ичпари. Така да има тука една димензија која што морам да признам дека оваа програма, иако е тешка, можеби со помош на сите овие програми се на свој начин тешки, но тој тип на административно-финансиска тежина ги прави уште потешки. И во основа она што се национални програми поддршка од држава, согласно закон за финансиска поддршка, имате банка која што исто така дава поддршка за нови инвестиции, има тука и те како можност за поврат кој што вие, вашата компанија може ретроактивно да го добие во делот на ако имате во текот на оваа година инвестиција, значи веќе следната година, понекад тоа знае да оди 30-40 во зависност од годината, но дефинитивно еднаш во годината тоа се прави. Морам да го спомнам и нова агенција, ќе ја видиме отприлика на дело. Јас се сретнав некаде во јуни по друга основа со директорката на АППРМ, значи ФИТР и таа агенција за поддршка на претприемништво се фузира и веќе очекуваме во текот на 2026 повици да ги видиме. Сега се во моментот процес на проценки и анализи, но дефинитивно барем во она што беше претходно, морам да признам дека се гледа овие 2 години малтене од кога го прекина, точно 2 години ќе се направи, дека особено за мали, за стартапи, за мали компании, тие 40.000 евра кои што ги добива, фантастични идеи, иновативни, навистина тој дел на пазарот го нема, тој дел на понудата го нема и морам да признам дека али еве се радувам што повторно згасна ФИТР како правен субјект, но ќе продолжи и нова како таква, ги презема сите оние портфолија од претходно. И предпоставувам дел од вас сте свесни за тоа што Министерство за економија и труд веќе го прави, значи можности до 40% финансирање, значи ако е сето тоа до 150.000 денари за да направите сертификација со некој од ИСО стандардите халал, за нечи може да добијат исто така до 120 до 2000 евра, ако е тоа 40% од замислен проект, понатаму до пола милион денари, значи 50% грант за развој на пазар или пак производ, што може би исто така, ако е во дигиталната сфера, може да биде интересно. Имате финансирање на социјално прифатливи практики, исто така сертификација со овие стандарди каде што вие ја потврдувате вашата општествена одговорност како фирма, за лаборатории до 500.000 денари. Тие се повици кои што најчесто јуни-јули се објавуваат, најчесто и јули-август се како краен рок. Она кое што е, да речеме, некаков заклучок од мојава презентација, веќе сум надвор од тие 20 минути, во основа
морате да воспоставите свој начин за следење на повици, морате да се фокусирате кон изградба на партнерства, особено во овие држави каде што може да аплицираат. Тоа е вашиот. Не имате нас како консултанти, Proefect.mk, слободно може да видите која е понудата, но дефинитивно мора секогаш кога имате можност на време да се почне, тоа е веќе пола добиен проект. За крај, јас би сакал оние кои што од вас се заинтересирани за консултантска подршка, значи имате една можност да пополните формулар. Тој формулар не значи ништо, значи во основа ако имате намера, видете кои се можностите, па значи сликајте или пак пристапите преку овој QR код до тој прашалник, значи за да речеме евентуално може да се видиме или може да се слушнеме доколку сакате консултантски некаков проект. Ги имате сите овие, па дури и поише што не ви ги представив тука. Но доколку вашиот персонал е заинтересиран за обука за подготовка на проект, ние 2 пати во текот на месецот имаме такви обуки. Ова ви е десна страна, оваа жолто-зеленкава боја, можете тој QR код да пристапите кон прашалник и отприлика да пополните и може да се видиме на некоја од обуките. Отприлика тоа беше од мене. Нормално малце подоцна ќе може да ми поставувате и прашања доколку сте заинтересирани. Ова се моите контакти, имейл, мобилен и веќе ви го имав представено Proefect интернет страната, така да слободно ќе ми биде мило малце подоцна да одговарам на вашите прашања. Повелете. Туки благодарам. Научивме доста работи. Сега, да, сигурно. Сега го поканувам колегата Гоцеве да продолжи со неговиот дел за дигитализација, значи со овие средства што би ги добиле со ваква една стручна и искусна поддршка, како да добиеме катапулт, едно напредување на нашиот бизнис и што значи воопшто една дигитализација, кои се бенефитите, па јас ќе се надоврзам на крајот и со некои конкретни статистики и конкретни методи. Колега Гоце? Благодарам, Зоран. Значи, прво благодарам на Зоран Стојковски за добрата презентација, каде што опфати за стварно навистина кратко време, иако тој вика надминал рамката, голем дел од овие пристапни фондови кои имаме шанса ние да ги користиме, дали се тоа грантови или некакви кредити или дел грантови, дел кредити, се едно. Интересно опфати неколку разни теми, меѓутоа една работа која може да ќе проверува и во мојата презентација ја спомна, ова на крајот посебно, тој стратешки пристап. Значи, и кај дигиталната трансформација мора да проверува исто како и кај пишувањето на проекти некој ваш стратешки пристап, кај што вие ќе знаете што сакате, а после да конкурирате на соодветен проект кој го покрива тоа што вас ви е потреба. Овдека ние вебинарот го назначивме како пристап до грантови за дигитална трансформација, кои се клуч за конкурентност и одржливост и раст на малите и средни предпријатија. На почетокот ќе тргнам со една мисла од директорот CEO-то на Microsoft, Сатија Надела, вика дигиталната трансформација е патување, а не дестинација. Компаниите кои го разбираат тоа ќе ја преживеат следната деценија. Навистина живееме во можен бурен период на дигитална трансформација, на вештачка интелигенција, автоматизација, роботика и така натака, така да колку ова да звучи далечно од нас, колку можеби Microsoft е како компанија далечна од капацитетите на нашите мали и средни предпријатија, сепак ова реченица ќе видите дека стварно има реална основа во она што сака да го потенцира. Сега, краток вовед. Новата економија вика дека е дигитална. Значи денеска компаниите не се надпреваруваат само со своите производи или услуги, тука мора да влезат во една трка со технологијата, податоците, значи Big Data е еден голем збор кој сега се врти, меѓутоа реално и нината брзина на адаптација. Она што сакам посебно да го потенцирам, значи дигиталната трансформација е процес на прилагодување на работењето, луѓето и технологијата. Значи не се работи само за технологија, се работи за прилагодување на вашите бизнис процеси. И тоа не е проект, да, сега тука ние зборуваме за проекти кои ќе ви помогнат финансиски, можеби ќе добиете грант, меѓутоа повторно она што го каже и самата изјава на Дела,
а и оно што го каже и Зоран при крајот на неговата презентација, се работи за континуиран развој. Зошто ЕУ и државните програми кои ги наведе Зоран се повеќе финансираат вакви иницијативи? Затоа што дигитализацијата е темел на конкурентната економија. Сега што значи дигиталната трансформација? На почетокот ќе кажам една мисла до еден антрополог, значи дигиталната трансформација се базира на луѓето и на процесите, а не на самата технологија. Значи тоа не е само автоматизација, тоа е промена на начинот на размислување, начинот на работење. Дигитализација на процесите значи користење на дигитални алатки за ефикасност и следливост. Повторно, ние се повеќе и повеќе сме обкружени со податоци. Една компанија кој користи некаков софтвер или нема некаков софтвер, има илјадници податоци од комитенти, што купувале, како купувале, од ценовни политики и така натака и така. Ако тие податоци не се интегрирани, донесувањето на одлуките не е базирано на факти, туку на интуиција. Тоа е погрешниот пристап. Она што е многу битно и она што неколку пати ќе спомнам во презентацијата е развојот на таа дигитална култура. Луѓето треба да станат дел од трансформацијата, а не да се спротивуваат. Значи луѓето не треба да се плашат нити од вештачката интелигенција, нити од автоматизацијата. Тие се само процеси при што ќе нивните работни места ќе се видоизменат, но не дека ќе се тие работни места ќе се укинат. И многу битно е поврзаноста со клиентите и партнерите преку нови дигитални канали, преку веб продажби, преку транспарентна комуникација преку социјални мрежи и така натака и така натака. Сега, зошто пак сега збориме за она што е битно во нашиот бизнис, во нашата држава, каде што голем број од компаниите се мали и средни предпријатија, мислам дека се работи по последните статистики за над 17.000 компании кои спаѓаат во оваа бројка од мали и средни предпријатија. Тие имаат неголемата добивка затоа што се најагилни. Полесно може да го применат дел од овие дигитални трансформации побрзо, поедноставно. А тоа значи дека се поконкурентни, значи побрзо да ги идат на пазарот, имаат одржив раст, намалување на зависно од човечки грешки и хартиени процеси и му озвожува пристап до нови пазари, значи е-трговија, меѓународна видливост. Сега е многу лесно вие и од Скопје да продавате во Лондон, затоа што веб страницата кој е на англиски, ако ги обезбедите соодветните начини на плаќање и испорака, вие можете да продавате, ако имате производ нормално што е интересен, да го нудите на кој било пазар. Транспарентност и доерба. Дигиталните системи не возможуваат следливост и точност. И грантовите и фондовите бараат компании со дигитален капацитет. Значи, не верувам, еве Зора може би после во таа послободна дискусија ќе каже, не верувам дека компаниите, дека тие грантови фондови можат да финансираат компании кои немаат обичен софтвер за ERP решение или немаат софтвер за CRM за водење на клиентите, затоа што не може да извадат соодветни податоци кои ќе му значат во аплицирањето на крајот на криштата. Сега, колку се важни малите и средни предпријатија според извори на Светскиот економски форум. Значи 70% од економскиот раст во светот е придонес на малите и средни предпријатија. Дополнително, дури 90% од светскиот бруто домашен производ се креираат од мали и средни предпријатија. И ова е нешто што е означено со зелено или што е позитивно. Но, има едно но. Спрема последните статистики, 46,13% од малите и средни предпријатија во Европа обстанале 5 години по своето постоење. По своето основање, пардон. Значи, многу голем дел од компаниите пропаѓаат во првите 5 години. Сега, уште еден податок од ОЕЦД, Организација за економски развој и кооперација, има еден заклучок од нивно истражување дека од новите мали и средни предпријатија дури 50%, дури половина ќе пропаднат во првите 5 години. Сега, за да не го се случи ова, еден од чекорите кои треба секоја компанија да направи, кај нас има многу погрешен пристап, јас сега само што се формирав, не ми треба дигитална трансформација, не ми треба софтвер, не ми треба некакви алатки, јас можам се сам, јас знам колку имам во магазин, јас знам колку производи имам, знам цената како да ја формирам, во секој случај знам колку пари имам на сметка и така натака, меѓутоа во основа, токму овој податок кој ни покажува нас дека 50% од компаниите пропаѓаат, значи дека 50% од компаниите некаде грешат. Сега, кои се добивките од дигиталната трансформација во неколку области? И тоа е тоа што
ќе овозможи да не сте во тие 50% што пропаѓате, ами во тие 50% што ќе започнати 6-та година од своето живење. Значи први во тековните операции, автоматизација и оптимизација на дел од бизнис процесите. Тоа што овозможува некој просечен ефект од истражувањата светски што постојат е од 30 до 50% побрзи процеси. Значи ваците процеси се случуваат побрзо. Секој одлучува да искористи услуга или да купи производ таму каде што побрзо, поквалитетно ќе биде услужен. Во финансиите, подобра контрола, анализа и предвидувања. Вика 25% се зголемува точност на прецизноста на носените одлуки. Значи место да се носат одлуки врз база на интуиција, се носат одлуки врз основа на бројки на податоци. Господинот Зоран Настевски во следниот дел од презентацијата многу добро ќе каже неколку примери во одредени индустрии како тоа се одразува. Во делот на продажба и услуги, подобро искуство за клиентите. Имајте во обзир дека работите со клиент кој е многу поразличен од оние клиенти што беа пред 10-20 години. Значи се работи за клиенти кои се многу поинформирани, се работи за клиенти кои ќе дојдат кај вас да купуваат производ, можеби знаат повеќе од вас. Меѓутоа, со ваши решенија вие можете со ваков пристап со дигиталната трансформација да го зголемите до 40% спрема истражувањата задоволството на клиентите. Кај луѓето, помала административна тежина, повеќе фокус на вредност. Значи се зголемува продуктивноста над 35%. Пример, ќе има пример, можеби Зоран подосна многу подобар, меѓутоа јас ќе го кажам, во едно сметководствено биро наместо да имате дактилограф кој ќе внесува само податоци, имате сметководител, консултант кој ќе ви дава знаење. И одржливост, помал трошок за хартија, време и простор. Тука веќе значи некој 60% намалување на оперативните трошоци. Сиве овие податоци, кога ќе конкурирате во одредени фондови, значат затоа што вие одговарате на оние практики, правила, стратегии и така натака на Европската Унија. Што знам, еве намалени трошоци за хартија и така натака, делува смешно, меѓутоа тоа се тие одржливост и така натака програми кои финансираат дури такви проекти. Во кои делови се чувствува ефектот кај малите и средни предпријатија? Значи јас неколку области само ќе кажам и неколку примери кои Зорки покасно ќе ги каже многу попрактично. Значи во финансии, автоматски кешфлоу извештаи, предвидување на ликвидност, дигитално потпишување на фактури и така натака и така натака. Во продажба и клиенти, дигитални канали за комуникација и наплата. Значи побрза наплата, веб страница за прост пример. Еве на колку ни е полесно кога ќе платиме струја на веб страница, отколку да мораме да платиме во банка. И сега кога треба да во банка, влечкам и така натака и сметката на плата дека ева на касни за можеби месец дена и губате тие пари кои му се тековно заработење. Логистика, следливост на нарачки и оптимизација на магазини. Во менаџментот панели за клучните индикатори и аналитика во реално време. Значи кога податокот го имате во реално време или треба после месец дена да видите кој производ ви е најпродаван, не е исто. И во маркетинг комуникација користење на податоци за таргетирање и мерење резултати, да знаеме кои комитенти во кои делни се интересни. На што не треба да се внимава? Значи едната работа е да не се гледа на дигитализацијата како трошок, туку како инвестиција. Значи треба фирмите да престанат да размислуваат дека воведувањето на софтвер, воведувањето на некакви сензори, воведувањето на некаква автоматизација е некаков трошок. Да, трошок е, меѓутоа тој трошок е инвестиција во иднината. Да не се воведуваат несинхронизирани решенија, што на почетокот што го кажав. Се работи за еден подолг пат, се работи за стратегија, значи следната цртичка тоа го кажува, да се започне со стратегија и јасна визија, каде сакаме да стигнеме. Многу е битно, дигиталната трансформација мора да се спроведува на принципот топ-батам. Тоа што значи? Значи треба лидерството да биде вклучено комплетно. Значи тие што треба да ги спроведат процесите за дигитализација и без нив тоа не може да се случи. И да се изберат соодветни партнери кои не нудат само технологија, туку и знаење. Значи барајте компании кои ќе ви понудат не да се пофалиме, меѓутоа тука сме, ќе го кажеме тоа, Zonel Software веќе поголем период не нуди само софтвер, нудиме и знаење преку нашите обуки, преку поддршката, преку она консултантство, преку готови решенија клучна рака што сака Зоран често да ги каже. Значи ние нудиме не само софтвер, туку но ви нудиме комплетно знаење околу процесот кој вие треба да го спроведите во работењето. Тука исто ќе кажеме после тоа како можеме со работката да направиме при пристап на некакви грантови
И уште еден слайд имам само, зошто се повдржуваат, кажав на почетокот, уште еднаш ќе кажам, значи дигиталните компании, компаниите кои направиле дигитална трансформација, трошат помалку, заработуваат повеќе и се потпорни на криза. И затоа европските и локални фондови финансираат вакви трансформации. Финансиската поддршка треба да сватите дека е поттик, но успехот, повторно ќе кажам, доаѓа од стратегискиот пристап. Вие треба да знаете зошто сега правите одреден чекор во вашата, дали тоа е преку проект, дали ваши пари се. Инвестирањето во технологијата враќа веќе повекократна вредност преку зголемен приход и намалени трошоци. И на крајот, само една како заклучок, како визија, дигиталната трансформација, кажав на почетокот, каже и на дела, е пат, не е цел. И уште една работа, дигиталната трансформација не е само технологија, тоа е визија, храброст и одлука да бидеш подготвен за иднината. Че тука ги имате податоците за контакт. Веќе во чатот гледам дека има некои прашања. Ќе ги одговориме на крајот на во таа сесија за прашања и одговори. Ги имате контактите и после ово може да се јавите, да пишете мејл и така натака. Сега го поканувам господинот Зоран Астевски, кој како што кажам има над 30 години искуство во работа со бизнис процеси, во дигитална трансформација, во имплементација на софтверски решенија во мали, средни, па и во големи предпријатија, да започне со неговата презентација каде што преку практичен аспект ќе ви покаже што Zonel софтвер нуди, но на кој начин и тоа влијае во одредена индустрија. Зоран, повели. Благодарам, колега Гоце. Јас имам тешка задача за 9 минути да го изложам мојот дел, меѓутоа ќе се обидам накратко. Значи, една цртичка ќе кажам. Видовме, научивме колку е битна дигитализацијата, дигитализацијата на еден бизнис. Често го нарекувам автоматизација, затоа што, како што каже колегата Гоце, нема да повторувам, само едно кратко резиме. Значи заштеда не само на пари, многу поважно и заштеда на време, значи автоматизираност на процеси и заштеда на општо ресурси во една компанија. Исто така од првото излагање на Зоки Проефект дознавме како да дојдеме до средства за таа дигитализација. Значи од една стручна екипа и ваква една позадина можете да дојдете до средства и катапулт за многу поголема профитабилност на вашиот бизнис. Значи проширување, широко големо проширување на димензиите на вашиот бизнис и на вашата компанија. Да не должам, ја ќе преминам на кој начин. Значи мојот дел од презентацијата е практично да истакнам или да покажам некои методи, моменти како тоа може вие да го остварите. Крвотокот на еден бизнис, на една компанија, поготово во еден процес на дигитализација кој е толку битен, е софтверот. Значи, битно е и да имаме струја, битно е да имаме репроматеријали, суровини, меѓутоа, доколку немаме евиденција, доколку немаме информации, проток на информации, заклучоци, материјал за планирање, за стратешки одлуки, нашиот бизнис оди само во надолна линија. Како што спомна колегата Гоце, повеќе од 33 години Zonel Software се занимава со изработка, имплементација и поддршка на софтверски решенија, поготово Helix ни е бренд во таа област, ERP решение за комплетна евиденција од трговија до производство, услуги и така натаму. Има широка палета на области каде што е применет. И јас нема да се занимавам сега со презентација на софтверот, туку ќе нагласам само некои моменти кои очигледно или одскокнуваат од други конкурентски софтвери или очигледно покажуваат како ќе ги заштедиме, како вашата компанија, вашиот бизнис може да заштеди ресурси и да дојде до успешен напредок во неговиот бизнис, во една многу поголема профитабилност. Кои се тие моменти? Значи, само неколку, на крајот ќе спомнам и некои статистики од некои наши мерења и анкети од наши корисници. Еве ќе почнам само со интеграција со e-трговија во Helix ERP системот. Што значи тоа? E-трговија има многу и платформи и софтвери кои се занимаваат со порачки преку интернет. Ништо ново, меѓутоа, она што значи заштеда на ресурси, време и пари и заштеда и по економичен распоред и на работна сила и така натака, е интеграцијата на Helixот со помош на еден ваков
модерен систем за e-трговија. Например, отварате нов производ, тој е веќе интегриран во вашата веб продавница. Значи, преку Helix системот, вие вршите, невидливо се врши во позадина, автоматски синхронизација, качување на тој производ во вашиот веб каталог. Исто така, поготово во креирање на нарачки. Секој на веб страна може да креира нарачка, нарачката е веќе стигната моментално во Helix системот. Да не ги повторуваме бенефитите од автоматско ажурирање на залихата, креирање на самите документи, заштеда на време, ажурирање и синхронизација на цени, ценовни групи, попуски, акции и така натаму. Следно би било, например, модулот Zonal Scan, тој е модул кој го промовиравме како по повод 30 годишнината од постоење на Zonal Software, модул кој ви овозможува од скенирање на еден документ како PDF образец до негово внесување како документ. Значи, нема повеќе човечки фактор на препишување, внесување производ, избор на производ, цена, количина, проверка и така натаму. Го ставате документот на скенер и веќе имате документ во вашиот ERP софтвер. Заштеда на време, пак ќе спомнам, автоматизација, намалување грешки, крајно флексибилна опција за подобрување на целокупната ефикасност и точност на системот. Дигитализација на деловни процеси исто значи и имплементација на дигитален подпис, на фактури, односно сите фактури кои ги печатите од Helix системот излегуваат во PDF форма, ова е потполно автоматски во PDF облик и подпишани со дигитален сертификат. Исто така во Helix постои и систем, мейлинг систем, кој ги испраќа фактурите на соодветна дестинација. Значи, нема повеќе ни печатење, ни потрошувачка на хартија, ни следење на процесот, ни време за печатење, значи све оди моментално, а нема ни носење на фактурите од хартиена форма, пакување, носење до пошта и подсетување за наплата, па фактурата не била стигната по пошта, ве молиме уште еднаш пратете ни копија од фактурата и така натаму. Го знаеме веќе процесот на фактурирање, на достава и на поготово на наплата. Значи, заштеда и на не само на хартија и на пари и на време, туку и многу подобрена и поефикасна наплата. Со што се мери квалитетот на еден софтвер? Ја често велам, секој софтвер би требало да има доволно информации кои се внесуваат. Дали цена, дали се работи за цена, за количина, за попуст, комитенти, купувачи, добавачи, така натака. Тоа може би го има и секој софтвер, меѓутоа силата и квалитетот на еден софтвер се состои во извештаите. Колку еден софтвер има повеќе извештаи, толку е и неговиот квалитет и употребна вредност поголема и е нормално поквалитетен, по-практичен и покорисен. Ние во Helix успеавме да добиеме, да испрограмираме модул и да добиеме ефект на креирање на неограничен број извештаи со помош на овој модул од страна на корисникот. По негова желба, сега немаме време тука да го презентираме како тоа работи, меѓутоа имаме и за тоа вебинари, работилници, можеме да снимиме некогаш во некоја следна прилика една мала презентација. Значи, буквално со едноставен избор, со неколку клика на соодветни полиња, вие го добивате извештај. И неограничен број извештаи, со дизајн, поддршка за извештаите креирана веќе, со можност за експорт, извоз на извештаите во Excel, увоз и така натака. Значи, неограничени, буквално неограничени можности кои ви помагаат во донесување на одлуки, во стратешко планирање на вашиот бизнис и едноставно во поголема профитабилност. Дури овој модул има и соодветни експорти во Excel формат кои можат да послужат за понатамошна обработка како извор на податоци, како дата сетови. Еве, например, во тие комерцијални алатки само ќе покажам како изгледа резултатот, например, на еден извештај за cash flow од Excel облик, значи табеларен и со помош на визуализации, и уште една алатка, како што каже колегата Гоце, ја го нарекувам клучна рака, во една визуелна околина на Power Business Intelligence, или скратено Power BI, со табеларен, графички и приказ, и со сите оние бенефити
кои можете и сами да ги надоградите, да ги направите, а ги добивате и од наша страна. Еве, например, оние што се занимаваат со трговија и услуги, еден Excel образец, табеларен, со пити, со столбови, визуелно прикажан, со сите сумарни податоци, детални податоци за производ, за група производи, бренд, продавница, магазин, тип на услуга и еден визуелен графички приказ. Ова е приказ со помош на пити. Има многу такви извештаи, јас само ќе ги наведам овде, се надевам дека курсорот се гледа, тој извештај за промет, например, ова е скратена верзија, во вид на пита, во вид на графикон, финансиска картица за одредено конто, доложи побарува и салдо, исплатени нето придонеси во делот за изработка на плата, личен доход, како изгледа еден извештај на мобилен телефон, значи сите овие со еден обичен рефреш и без дополнителни лиценци ви се достапни на мобилен телефон. Тука еве како изгледа и во Excel форма и така натаму. Уште една алатка што е многу корисна за оние кои се бават со трговија, тоа е трговија, продажба на терен, тоа е Helix Mobile модулот кој овозможува од прием, продажба, увоз, верификација, правење нарачки на терен, фактурирање на терен, буквално, значи ги проширува можностите на една компанија која што ги носи, ги испорачува производите кои сака да ги продаде директно до локација на нивните купувачи. Не се работи секогаш за времето на или самата испорака. Купувачите се импулсивни и знаат некогаш да купат нешто што им треба, меѓутоа немаат време да напишат мејл, да направат порачка, да се јават и така натака. Значи, еден е бенефитот на лице место, а исто така и нарачките кои дополнително треба да се испорачаат, може да се прават на терен. Тука и контрола, комплетна контрола на магазинот, преку верификација на влезени и излезени документи, широка примена има на овој модул во индустрија, во трговија со автоделови, поврзување имаме со, не знам, Topmotiv, со некои странски сајтови, странски апликации за e-commerce, за веб продажби и така натаму. Значи, многу широки можности, од малопродажба, материјално, магазинско работење, дури и до финансиски извештаи. Во кога сме кај Helix Mobile, една иновација и во областа на ресторанското работење, порачки од страна на келнерите, тоа е веќе можеби и го има и од страна на други софтвери, меѓутоа следење на мониторинг во кујна со тач монитори, докаде, значи готвачот добива веднаш информација за она што е нарачано, може да со еден клик да го означи како завршено, чека за достава, а исто така и апликација од страна со која може да се прават нарачки од страна на гостите. Значи, гостинот со QR код нема само мени, туку може и да нарача све од тоа мени и чека само достава. Може да повика фискална сметка, може да повика келнер, значи една автоматизација, пак ќе речам, на целиот процес на работење на еден ресторан. Едно, општо кажано, осовременување. Следно што имаме изработено и што е план и предмет на наша работа како развој во иднина е примена на вештачката интелигенција, значи имаме комплетно проект кој е имплементиран во Helixот за сегментирање на комитенти, односно купувачи, производи и залихи. Вака изгледа еден извештај, еден подетален табеларен преглед на комитенти, односно купувачи со нивни оценки, фреквенција на купување, честота, не знам, се до крајна оценка од страна на системот за вештачка интелигенција, кој дава по своја анализа, напредна анализа, оценка на секој купувач. Дали е во подем, дали е за, ако ги оценуваме од 1 до 10 или од 1 до 100, ако е од 1 до 10, дали е за единица, двојка, деветка, десетка и така натаму. Значи, една информација која не доаѓа од човечки заклучок, од претходна анализа од страна на некој човек, менаџер, аналитичар, што и да е, трошење време и секогаш несигурни до крај податоци. Значи, обработка на голема количина податоци, голема историја од работењето и представување на соодветни оценки за купувачите, тоа е ствари сегментирање, имаме во вид на пита, во вид на табела, на купувачите, на производите, исто така колку се трошат, дали се во подем или стагнација, и планирање на залихите. Например, еден пример, само еден скриншот, информација за оценката, информација за предвидување за следни 1, 3 или 6 месеци,
предвидување на залиха, креирање, комплетно креирање на нарачка од како производ на анализата на тоа работење. Вештачката интелигенција е една информација. Јас обично на вебинарите знам да пласирам нешто што не може на друго место, што е прв пат тука се пласира, сакам да ги информирам слушателите за нешто, секогаш за нешто ново. Во поглед на вештачката интелигенција работи ми, се надевам со успех дека ќе испадне крајната целната работа, нели успешно ќе ја завршиме. Дури една комуникација, наративна комуникација со системот, со Хеликсот и добивање на човечки разбирливи, аналитични извештаи и информации за работењето. Дали се работи за проценки од финансов аспект, дали за информации од аспект на материјално работење, проценка, значи не само како бројки, вакво сегментирање и предвидување нормално, нели, туку и наративно објаснување зошто и како се тие податоци добиени или добивање извештаи, едно стручно аналитично мислење со еден наративен формат од страна на тој систем и модул за вештачка интелигенција. На крај ќе спомнам фактура, сите на засега исто така и незаобиколен дел и од софтверот од Helix, од нашиот софтвер. За жал немаме уште, платформата не е пуштена, се планира некаде, еве како инфо, некаде средината на идната година, меѓутоа ја можам да кажам во момент дека сите припреми и сите наши искуства се веќе имплементирани, нашата платформа и нашата припрема е веќе завршена, останува само конектирање со системот на управа за јавни приходи и да се пушти во функција. Меѓутоа, тоа отом потом, кога ќе биде и од страна на надлежните институции, кога ќе биде сето тоа официјализирано. Ајде сега на кратко ќе се прошетаме, ја малку го пробив времето, меѓутоа многу кратко, што значи ова во пракса? Реална припрема и некои статистики. Значи, дознавме колку е важна дигитализацијата, општо, во што се издвојуваме, имаме доста модули и стварно за цел вебинар само за тоа, меѓутоа некои само кои отстапуваат вака по квалитет и по иновативност, како да добиеме средства со една искусна екипа, како да добиеме средства за таа дигитализација и сега што значи во пракса. Ова што го објаснив ја применето и со некои наши корисници, значи имаме доста голема база на корисници, тука сме можда лидери на домашниот пазар. Еве, например, работа на еден магазин за автоделови. Значи, работа со мобилни уреди, што е имплементирано мобилни уреди, бежична мрежна инфраструктура, дефинирачки локации, значи каде се наоѓаат производи, оптимизиран систем за складирање, интеграција на ERP, Helix и ERP системот и она што може би е интересно, намалени грешки при испорака на робата. До 75%. Значи, ова се тешко мерливи прецизно податоци, меѓутоа сепак и од искуство и од анкета, од изјави на нашите корисници имаме изведено некои конкретни бројки. Самите испораки се забрзани до 70% и прецизен прием на производите за 60%. Значи, со мобилните уреди се штеди многу време, ресурси, па и пари. Во индустрија, во ресторанско работење, со примена на мобилни уреди за келнери, веб мени, систем за мониторинг на нарачки, со екраните за осетливи на допир, значи тач апликација, тач монитори, со помош на Helix ERP софтверот имаме забрзана услуга и испорака на нарачки до 40%, грешки, намалени грешки и погрешни нарачки за 80% и едноставно, она што е многу битно, многу подобрена координација меѓу кои на шанк персонал, па и самите гости во реално време. Едноставно кажано, многу поголемо задоволство и модернизација на еден ресторан. Во примена во една компанија за управување со згради, например, значи за стамбено управување, тука веќе фактурите, знаеме дека се работи за достава и фактурирање на станари, на многу згради и така натаму, се работи за голем обем на фактури и нивна достава со помош на мейлинг системот кој претходно го објаснив и со дигитален подпис, намалено време на издавање и дистрибуција на фактурите и за 7 пати. Значи, самото време на изготвување е неспоредливо со хартија, со помош на хартија, печатење, коверти, фактури, достава до пошта и така натаму. Значи, самото производство на фактурите, генерирањето на фактури е и до 7 пати. Ја мислам дека и повеќе, меѓутоа
некоја, се задржуваме на некоја статистичка информација. Намалени трошоци за печатење, значи за 100%, тука веќе немаме печатење, значи комплетно намалување, избегнување, зголемена сигурност и валидност на документите со дигитален подпис, тука се валидни законски 100%, значи нема све е валидно, све е законски признато и ослободено време за администрација, анализа и подобрување на бизнисот од многу аспекти. Еве, на пример, е-трговијата, што е спомнав на почеток, со самата интеграција со веб-продавници имаме веќе 100% автоматизиран процес од нарачка до фактура, значи тука веќе немаме човечки фактор, е скроз избегнат, намалено време за креирање на нарачките, тоа е 100%, времето, значи она време што доаѓа нарачката од веб системот до самиот Helix ERP систем. Грешките при внес веќе зависат исклучиво од оној што ја креира нарачката, од корисникот, тука се веќе 100% намалени и голема придобивка во подобрување на контрола, воопшто контрола на целата продажба и профитабилност. Јас ви благодарам за вниманието, малце времето е 10 минути, јас морав да го пробијам, меѓутоа мислам дека све опфатив. Уште еднаш како резиме, колку е битна дигитализацијата, научивме што значи конкретно во пракса, со некои статистички податоци, со некои модули и перформанси, значи што би значило и како тоа ќе изгледа во вашиот бизнис, и како да дојдеме до средства од страна на нашата соработка со Зоки Проефект, со една стручност, со големо искуство и да кажам со еден спор на сигурен начин. Понатаму оставам простор да ги одговориме прашањата. Колега Гоце. Господин Зоран, благодарам. Зоран Стојковски беше многу активен додека ние зборувавме и голем дел од прашањата во чатот ги одговори веќе. Па ајде на почетокот јас сепак ќе ги прочитам, па Зорки ако мисли дека нешто има да додаде повеќе на таа тема, слободно нека се вклучи. Значи едното прашање беше дали за ИПАР со рурален туризам е подобро да се настави преку фирма или како физичко лице. Зуки вика дека според моето искуство секогаш е подобро да оди како правен субјект на овие повици. За околу и нова беше прашањето дали ќе нуди пробара како што нудеше ФИТР. Јас само ќе го парафразирам одговорот дека во овој момент не знаеме кај сме, каков тип на Зуки, слободно прекиниме кога имаш нешто да додадеш во нова тема. Ова до господинот Зоран Настевски нешто малку кажа на оваа тема во својата презентација, меѓутоа еве уште еднаш какви промени очекувате со Зонел со најавената е-фактура како проект на УЕФА? Вака, очекуваме, тоа е еден добар проект, супер проект, од кој ќе има бенефит и заедницата и бизнисите и така натаму. Меѓутоа, во овој момент, значи све она што може Zonel софтвер да го изработи е спремно. Значи ние сме спремни за е-фактура, меѓутоа останува само конекцијата со Управа за јавни приходи, со надлежните, значи институции, со нивните системи кои за жал се уште не се пропишани, меѓутоа треба да се доправа да се објават и да се пропишат. Значи од наша страна е све спремно, останува само таа конекција. Меѓутоа ќе следи пред тоа ќе следи тест платформа, пилот фирми кои тоа пробно ќе го имплементираат со помош на нашиот софтвер и некаде планирано од средина на идната година да се имплементира целосно и задолжително. Значи она што во моментот го имаме како информација, барање, размислување, како заклучок од сите презентации, средби со институциите и од страна на корисници нели присутни таму и така натака, ги следиме активно тие работи. Она што се бара од нас во моментов е спремно, изработено, меѓутоа фали еден дел кој доправа ќе се објави од страна на управа и ќе значи само конекција од наша страна, од страна на нашиот софтвер, од страна на Helix. Јас тука би додал само уште дека ние веќе подолго време го имаме изработено дигиталниот подпис, што е еден од условите за да функционира ова е-фактура. Значи имплементација на дигиталниот подпис во Zonel софтвер веќе колку повеќе од една година и кусурот имплементирано кај нас. И дополнително се предвидени сите оние потребни заштити веќе во софтверот за да може да се имплементира соодветно. Пред да се преминам на
Повеќе Да, тука е уште ова ќе додадам. Тука се имплементирани многу искуства. Јас во интерес на времето сега објаснувам во скратена форма многу искуства со и други системи, значи тоа постојат стандарди за тоа, за комуникација, за синхронизација од преку XML формати, преку веб сервиси, преку API функции и така натаму. Значи се работи најверојатно за API функција, за API поврзување преку API функции, кои од наша страна се спремни, меѓутоа чекаме само уште технички форматот да се официјално да се објави од страна на управа за јавни приходи за поврзување со нивниот систем. Така да целото наше искуство е на располагање, како што кажа колегата Гоце, и искуство со дигиталниот подпис веќе спремен и имплементиран независно од e-фактура и така да мислам дека ова ќе помине глатко. Имаше уште едно прашање за Зоран Стојковски околу какви тоа партнери треба да се бараат, дали фирми или факултети. Исто одговорено веќе од Зора, не знам дали тука Зора нешто сака да додаде, меѓутоа мислам дека е би сакал. Видите, знаете, веќе подготовката на предлог проекти е нешто кое што многу компании го прават преку консалтинг. И мислам една од причините зашто постоиме и како експерти, но исто така и како дел на тој ланец на услуги е и тука. Но дефинитивно партнерите знаат да бидат, мислам дека јас не почнувам во мојата компанија да развивам проект за даден клиент, се додека не ни е јасно прво кои се партнерите. Мислам, партнерите се најчесто дефинирани во самиот повик, така да дали јас таму и тоа и го мислам дека и го опишав. Значи зависи од повикот, но значи додека не се направи анализа на контекстот. Многу луѓе, особено од компаниите, се премногу фокусирани на решенијата или решението кое што сакаат да го понудат за да добијат финансии, нормално. Но верувајте дека јас тоа и го објавувам, тие кои ќе станат дел на Facebook групата Грант Академија, ние од време на време и додаваме такви образовни и едукативни информации. Се додека не го знаете контекстот, се додека не знаете зашто барате пари, зошто ви е таа опрема, што ќе се која потреба вие задоволувате, да речеме со реконструкција или пак изградба на нов простор, или пак што и на кој начин софтверот кој што вие ќе го или дигитализацијата која ќе примените во проектот, што всушност што решава. И при тоа не само да се гледа фирмата како таква, туку остава клиентите, заедницата, државата, континентот. Така да многу е важно во тој мозаик на потреби за реализација да најдете партнери кои што можат да бидат дел на тој мозаик, да го направат перфектен. И тоа е она кое што партнерите исто така се оценуваат, исто како што вие како лид, како главен апликант ќе бидете оценети. И велам, во тоа е предизвикот. Многу често во нас гледаат како што претпоставам сите од усложните дејности е дека нели ние тоа знаеме и одма ќе го средиме за 2 дена. Не е така. Значи има тука навистина треба да се прочита што бара донаторот, кои се целите кои што е она што е скриено во тоа што се бара, да најдете добри партнери, но исто така и да со сето тоа што го правите да го решите тоа што во контекстот во кој што работите, во опкружувањето, во екосистемот, ако сакате, да можете да го решите. Така да, на повеќе нивоа е комплексна задача и токму преди тоа, што ми излезе проект, што препознаете дека е тој проект за вас, за вашата компанија, барајте поддршка, бидејќи значи, не станува збор само за дека ние нешто многу знаеме, туку заедно ќе дојдеме до најдобриот пристап, кој што вам ќе ви донесе екстра пари, а да добиете неповратни финансиски средства во период кога нигде нема пари, верувате дека е фантастично. Така да тоа е тоа. И мене многу ме радува тоа што еве и Зоки Настевски, она што го презентирате и ти Гоце, вашите решенија се топ решенија каде што секоја донаторска програма би сакала да ги финансира. Значи тоа е еден од начините како вие со СЕО-на, особено сега бидејќи сте длабоко навлезени и во користење на вештачка интелигенција во дел на овие решенија, апсолутно ќе имате со што да се гордеете. Значи зборам секој од овие клиенти кои што можеби ќе аплицира за нешто или ќе побара пари, ќе побара повраток, и те како се компатибилни со тоа што
Секој проект на Европска унија мора да има два аспекти. Едниот е дигитализација, другиот е да не загадува, тоест да има некаква зелена приказна зад себе. Зонел, мислам дека го решава едниот. Па и другиот дел со клауд системите и така натака, помалку трошење на струја, помалку трошење на енергија. Мислам дека Зоран убаво кажа дека се работи за еден стратешки пристап и кога се видат и партнерите. Вие мора да имате бизнис стратегија врз основа на кој конкурирате на некој проект, така. Сега, јас пред да продолжам со прашањева, ќе го пратам линкот до таа форма на тие што се заинтересирани за некоја подетална консултација со консултантите од Zonel Software. Предпоставам дека кратка консултација тука може, ако се тие што се заинтересирани со делот ние на Зоки, ќе му ги префрлиме од Проефект. Ќе опуштам линкот, слободно пополнете ги податоците. А јас меѓувреме ќе продолжам со дел од прашањата. Некој малку ќе ги забрзам затоа што се добро одговорени конкретно многу од Зоран, така да немаме потреба да се повторуваме. Кога излегува повик, обично од Закон за финансиска поддршка, мислам дека тука е многу конкретно одговорено од Зоран, значи за периодот и како се одговара и така натака. Кои се тие документи кои се за успешна апликација, значи зависи нели од грантовите и така натака. Тука Зоран има напишано основните наративен предлог проект, буџет и прилози. Тоа се тука може има се и се што како што Зоки има напишано, она што Прегеска го спомна со руралната програма дека знаат да барат и документација што е стварно тешко да се обезбеди. Дали може да учествуваат фирми кои немаат долга историја? Значи спрема одговорот на Зоки да, со тоа што има како тоа се оценува во повикот. Викат врз основа на очекуваната големина како што е предложено во техничкиот предлог проект. За Zonel Software кој е подпишувач со дигитален подпис на фактурите, кога за секој подпис треба да има токен. Со чив токен се подпишува ако се работи за повеќе клиенти на сметкосвоеното друштво. Зоки ќе повели. Да, вака, тука кратко ќе објаснам дека точно постои дигиталниот подпис нели самиот сертификат, самиот токен припаѓа на некој од самата компанија, меѓутоа доколку тој менаџер, управител, собственик, како и да е, може да овласти еден од вработените. Значи ова кај нас е решено во Helix, е решено со сите енкрипции, со сите потребни пасворди, заштити и така натаму. Значи многу честа појава е дека еден има право на подпишување, меѓутоа од сметководство или од администрација тоа го прават други, изработката на фактури ја прават други вработени. Тој со внесување на својот пасворд, пин, што и да е, го овластува некој од вработените или повеќе од нив да го користат понатаму неговиот подпис, односно неговиот сертификат. Значи, тоа е решението. Може исклучиво тој да подпишува или да подпишува некој во негово име кој е овластен со негова дозвола со внесување на пасвордот и пинот. Сега, технички тоа треба да го покажеме како се врши. Истиот пасворд може секогаш носителот на токенот на сертификатот да го промени, да го укини и така натаму, меѓутоа со овластување така се автоматизира и се забрзува целиот процес на верификација, односно на подпишување, електронско подпишување на фактурите. Ако можам тука да додадам, Зоки, значи кај сметководителот ако веќе изработува фактури за некоја фирма, токенот се става еднаш, се подесува и после тој токен не мора да стои во компјутерот на сметководителот, може да си биде кај фирмата за други потреби да го користи, а подпишувањето се спроведува преку Helix. Без никаков проблем. Потполно е автоматски, значи еднаш се учитува и понатаму функционира автоматски Helixот со помош на тој токен. Не мора да биде физички присутен. Сега има тука неколку конкретни прашања околу фактурата повторно до Зоки. Да. Дали како проект како ќе изгледа, дали ќе се прават сите фактури преку фактура и дали ќе има профил секој наш клиент во фактура и од таму да ги собереме излезните и влезните фактури за клиентот. Да, секој клиент ќе има, така е барем предвидено и од последните средби презентации од управа, од УЈП, предвидено е секој клиент да има свој профил, свој пристап. Заверките ќе одат преку дигитален подпис, дигитален сертификат. Меѓутоа ќе може и покрај, освен софтверот, ќе може и преку мобилен телефон, односно веб страна како портал, може некоја фактура да се прикачи надворешно, а ќе може и некоја фактура на веб портал од УЈП да се пополни, да се внесе со податоци. Значи тоа е за оние фирми кои немаат ваков автоматизиран систем. Меѓутоа, она решение што ќе биде, што планираме, значи да функционира од страна на и е вградено во Helix системот, од страна на Zonel Software ќе биде потполно автоматизирано, значи максимално фактурите ќе се
синхронизираат, ќе се интегрираат со тој систем и ќе се доставуваат. Сега таму има предвидено, во се моменти има доста такви моменти кои не ни дозволува времето сега сите да ги презентираме, меѓутоа предвидено е и да од страна на примателот на фактурата биде таа верифицирана и тогаш станува официјален документ, фактура, одобрение, сторно фактура и така натака. Значи, ќе постојат такви клиентски пристапи, овластени пристапи од страна на клиентот, меѓутоа, она што ќе биде од Helix максимално интегрирано е да биде тој процес што по-неприметен од страна на корисникот, без никакви обврски, а ќе постои, тоа е сега во моментално и во разгледување од страна на УЈП и како идеја и како постапка да се изработи, интегрира и можноста за еден беч симнување, значи масовно симнување на фактури од страна на едно сметководствено биро, фактури во дигитална форма за понатамошно книжење. Меѓутоа, пак ќе кажам, она што ќе биде во Helix ќе биде потполно автоматизирано и нивната обработка и нивното доставување на фактурите до системот на e-фактура, односно системот на надлежните институции. Това би било на кратко вака. Има едно прашање од Ирена. Меѓутоа, пред да го прочитам него, уште еднаш ви повикувам, ако имате уште некои дополнителни прашања при крај, пошто сме да ги поставите, линкот до формата ви го пратив, слободно пополнете го за да добиете директна консултација со дел од предавачите на овој вебинар. Ако сака некој во живо да се вклучи, ако му е полесно да постави прашање, и тоа слободно пријавете се. Ирена вика, дали имате некоја олеснителна работа во врска на патни налози за превоз на патници на повеќе вработени? Ова треба да го разгледаме, ја мислам како решение, која е идејата, од што тргнуваме, што сакаме да постигнеме. Да, вака звучи дека се работи за налози за превоз, меѓутоа какви налози, каков превоз, домашен, странски, ја поканувам Ирена евентуално да не исконтактира. Ако Ирена наш корисник... Да, можеме Helixот да заедно да разгледаме како би се применил или ако нема такво решение да го изработиме. Значи, ова е веќе... ја повикувам Ирена, че ако е наш корисник да се јави, ги знае нашите контакти, знае како да пристапи до нас, а ако не е корисник, може да остави во формата. Зоран Лазаровски, доколку се прават електронски фактури, значи фактури некако ни привлекува многу внимание, дали тоа значи дека веќе нема да поднесуваме ДДВ пријави? За тоа не се сеќавам дека УЈП се има изјаснето, меѓутоа целата евиденција веќе е доставена до страна на УЈП и институциите, исто како би направил една споредба според она што сум во тека, присуствував досега на сите средби и презентации од УЈП. Значи, некоја сличност постои меѓу тој систем и системот со фискални сметки. Фискални сметки сите се пријавуваат УЈП, меѓутоа пак имаме обврска за поднесување на пријави, даночни пријави и така натаму. Може би ќе остане таа обврска, не верувам дека ќе се укине, меѓутоа контролата ќе биде засилена од страна на УЈП, ќе постои значи дополнителна прецизна контрола на тие податоци. Едно подпрашање пак на оваа тема, ова вика голем проект, никој програмер скоро не е спремен за ова, се сомневаме дека ќе почне масовно од 2026 или дури покасно. Па сега како што кажа Зоран, јас уште доски потенцирам, ние како Зоран софтвер од наша страна сме спремни, зависи од државата. Така Зоран? Да. Она што можеме во моментов, да кажам 95-97%, е сработено и е спремно. Не можам да кажам дека ние веќе можеме да го пуштиме во употреба во момент кога самите институции не се спремни. Меѓутоа, таа конекција е многу мал дел и чекаме на технички упатства, техничка можност. Искрено, јас сум 50 или можда 60-40 повеќе оптимист дека би успеал тој процес, би стигнали институциите, меѓутоа може би и ќе дојде до пролонгирање. Тоа не можам да ви кажам, сепак средина на 26-та година не е толку далеку, ни предстои, сите знаеме, интензивен период на завршни пресметки, на еден турбулентен период, поготово до крајот на март, обработка и ажурирање на 2 години, значи тековната 26-та и сите финални извештаи од 25-та. Така да, колку и софтверите ќе можат да издржат и колку целата заедница и сите фирми и компании ќе бидат
на располагање тоа да успее, не сум баш сигурен. Значи, не можам да бидам ни песимиста, ни оптимиста, може би повеќе оптимиста, меѓутоа ајде да останам можда најдобро на 50-50, али останува да видиме, ако не 6-ти месец, може би ќе биде 9-ти месец или до крај на 26-та. Меѓутоа сериозно е зафатен, намерите на институциите се сериозни, со сериозен пристап, со избегнување на аномалии и недостатоци на слични системи во другите држави од Европа, разгледани се како функционираат системите од Англија, Франција, Србија, во нашето блиско соседство од Албанија, од Бугарија и така натаму. Така да земени се доста работи предвид и мислам дека ќе биде квалитетен систем. Благодарам, Зоран. Дали имаме уште некое друго прашање? Или доколку остана некој прашање недоволно објаснато, слободно можете копи-пейст или некое подпрашање да поставите слободно. Значи слободно или напишете или вклучете се, само еден по еден да не настане гужва. Да, и микрофоните се отворени. Може јас да искоментирам нешто? Повели Зоран? Ево уште еден Зоран. Двајца беа малку, па се имаме трет Зоран. Тројца, да. Јас само сакам да кажам каде гледам перспектива во оваа дигитализација, не само во сметководството, да речеме, извештаите и сето тоа, него, пошто и произлегувам од една печатарска дејност, да речеме, цел живот, многу голема примена може да има оваа дигитализација во комплетната документација на оформување на работните налози, на нормите, нормативите и преска што, како го рече ти, следењето на производството, на квалитетот и сето тоа, само што ќе треба одредени стручњаци од секоја област, дали од печатарство, дали од производство на метална индустрија, на сето тоа, да се вклучат заедно со вас во изработката на тие такви програми, и тоа ќе биде страшно добро и страшно квалитетно и од аспект на контрола на квалитет, на ISO стандарди спроведување, значи во производството, а сето тоа ќе донесе, како што и сами рековте, извештај кои што ќе дадат, да речеме, многу повеќе информации за правилно одлучување, нели, за водењето на фирмата. Точно. Да, се служувам потполно. Тоа е моето мислење, каде све многу повеќе ќе придонесе, значи, оваа дигитализација во комплетното пратење, значи, од нарачка отварањето до испораката, до се, ако сето тоа се стандардизира со нормативи и со извештаи, кај што ќе биде неспоредливо подобро во однос на досегашното. Ти благодарам, Зоран, за одличниот коментар. Да, и јас благодарам, Зоки, точно се сложувам и ја, дури еве, ајде ќе дополнам уште неколку информации од последната презентација, дури беше и предложено сега како ќе изгледа една е-фактура во структурата на една е-фактура ќе бидат наведени сите производи, значи поединечно, не само сумарни податоци сега. Ја пак ќе кажам во интерес на време, не можам сите детали да ги презентирам, меѓутоа секој производ ќе има и опис и назив, односно количина, нели, цена, даночна тарифа и така натаму. Меѓутоа имаше предлог и да се аплодираат, да се конектираат, да се доставуваат и податоци по ISO стандарди, баркодови и така натаму. Значи други податоци за секој производ кои ќе служат не толку за детална контрола, за инспекцијски служби и така натаму, туку за државни статистички податоци. И за Завод за статистика, нели? Ете така, и за Завод за статистика. Кој се продава, кој не се продава, побарувачка, потрошувачка и така натаму. Да. Многу корисни извештаи. Само годишните баш така. Производства и така. И со тоа се сложувам дека ни треба една хомогеност, една заедничка соработка со државните институции, тоа да го спроведеме. И ќе имаме сите бенефит, голем бенефит од тоа. Благодарам. Сега јас уште еднаш благодарност до Зоран Лазаревски и наметна еден концепт на мултипристап, значи пристап од повеќе партнери, она што денес го правиме ние со проефект, значи и што го наведе и Зоран Стојковски во својата презентација, значи зошто ви треба да ангажирате експерт, затоа што
комплексност и на барањата, администрацијата е голема и така натака, поголемата веројатност за успешна апликација, меѓутоа и тесна соработка меѓу другите партнери во случајов, ако се работи за дигитална трансформација на предпријатија, ако се конкурира за таков проект, тука сме заедно да настапиме Zonel Software, ProEffect и фирмата која конкурира, за да направиме се да биде тоа поуспешен проект. Сега тука има уште едно прашање или коментар, ќе го кажам, дека електроинженери тврдат дека МК нема доволно инфраструктура, станици брзина на интернет за фактура. Тука не би коментирал, не знам Зоран дали има некаков коментар. Тоа зависи од оно што ти го реализира проектот, тоа да биде стабилно, да биде не знам, квалитетно решение, ама тоа е веќе друго прашање. Не би се служил дека немаме капацитет. Се работи за XML фајлови кои што не се многу и тешки, мислам, во целата работа. Добро, како и да е, значи и PDF да е што и да е, зависи од пристапот, зависи колку ќе се додели, не знам, важност на тој проект и со каков пристап, меѓутоа може да се реализира ако се пристапи доволно сериозно и со добра намера. Искуството од Албанија, која во делот на интернет инфраструктурата важи за полоша интернет инфраструктура од колку кај нас, вика дека тој систем функционира. А во сите оценки што ги дава Европска унија за дигиталната спремност како на држава, ние сме повисоко рангирани од колку Албанија, што значи дека би требало и кај нас да функционира, нели? Ако нема други прашања, коментари, јас би ги поканил првин Зоран Стојковски, пошто прв презентираше за една кратка реченица завршен збор и да ги поздравиме присутните. Уште еднаш само пред тоа ќе кажам дека вебинарот се снимаше и на сите што беа пријавени па и што не учествува на вебинарот, во текот на утрешниот ден, кога технички малку ќе го средиме, ќе ви биде пратен линк до YouTube канал каде што ќе можете вие да го погледнете уште еднаш на мира, можеби одредени делови што сакате да се потсетите, да ги видите и така натака. Повели Зоран со твој завршен коментар. Многу често го слушам фактот кој што најчесто е изнесуван дека ние во Македонија не ги искористуваме средствата кои што меѓународни донаторски програми ги наменуваат за Македонија. И морам да признам дека тоа не се случува току така, туку тоа се случува само затоа што сите сегменти и државата, но исто така и бизнисите не аплицираат, не поднесуваат проекти квалитетни, така како што треба да бидат задоволени критериумите на тие меѓународни донатори и на тој начин да обезбедат средства за развој. Не случајно се даваат овие средства за меѓународен развој од страна на билатерални агенции. Ние видовме, сега не знам, во бизнис секторот тоа не е толку видливо, но еве USAID со тоа што Трамп одлучи да ги повлече сите пари, 64-5 милиарди долари што ги дава годишно време, па морам да ви признам дека цели сектори, здравство, па можам да кажам дека и економија во Африка, кај нас граѓанско општество, но исто така имаше и економски сектор, берзата работеше, токму мислам имаше во тој дел инфраструктурна поддршка од USAID и се осеќа толку голем недостаток на тие средства кои што они ги даваа секаде во свет. И сега од една страна нас ни се нудат и морам да признам дека нас допрева не чека можност за финансирање во оној момент кога ние ќе почнеме да пристапуваме, дај Боже, еден ден кон Европска унија, нели, ние сме гениалците секојаш, али ако словенците тоа го направија пред 22-3 години влегоа во ЕУ, ако Хрватска пред 12 години влезе во ЕУ и секаде гледаме, ако пред 18 години Бугарија и Романија влегоа и секаде во тие држави гледаме развој, па ја не знам што треба друго да правиме. Но еве колеги соработувам многу со Словенија, колеги од Словенија дојдоа до ситуација да веќе не знаат за што да аплицираат. Значи им се јавуваат од владини институции, викаат како консултанти, дајте ни идеја, бидејќи во секој сегмент што побарале добиле средства. Така да не заборавајте, ние сме апсолутно во можност како бизнис сектор, како компании да аплицираме, да излеземе малце од комфортната зона, али предпоставувам секој од вас што користел грант, еве од фонд за иновации, од најмалиот до најголемиот,
веќе знае што значи да имате средства, 70% или 90% тие што се стартапи, а да не требате да ги враќате како што тоа го имаме со кредитирање. Така да благодет кој што ние мора да направиме да го искористиме и тука сме, значи и ние во ProEffect, но многу ми е драго ова партнерство што го работиме со Zonel и нивните решенија се на вистина компатибилни со вашиот развој, со она кое што вие како компанија би го имали. Така да со тоа би завршил, не беше една реченица, беше малце поише, ама ќутев невообичаено многу, па морам сега на крај да као обучувач 25 години, така да морам да ја пренесам оваа порека. Значи, аплицирајте за да добиете зашто вие го имате тој интерес. Не е за друг, за вас се тие пари. Благодарам, Зоран, меѓутоа уште еднаш стигна уште едно прашање на крајот, би сакал да го одговориме, сепак да не остане одговорено. Анета Ангеловска, ме интересира кои опции се достапни за компаниите да аплицираат за грант за дигитализација, кои се фондовите кои финансираат. Мислам дека ти ги кажа. Значи, Horizon дефинитивно, Дигитална Европа, Еразмус. Значи, зборам како нешто каде што може. Вие имате и дигитални решенија ако сакате и кога се јавувате во ИПАР. Дозволен е трошок, но не толку софистицирани, поише опрема и дигитални решенија, но ви е дозволен трошок. Верувајте. Така да, значи, ретко каде не можете да добиете финансиски средства кога станува збор за дигитализација, но во основа велам, многу зависи од тоа што барате, што е она кое што јас, имајќи го обзир моето 30 годишно искуство, навистина понекогаш се ставаме да влеземе во кондурите на тие кои што работат, за да од ваша перспектива видиме што треба да побараме, бидејќи најчесто не секојаш она што вас ви треба може директно да се добие. Мора малце да се направи можеби поголема приказна или да се направи стратегија како да се дојде до тоа што вие го сакате преку повеќе повици. Така да слободно велам, јас за жал не го споделив, јас и имам можност за ако сака некој да закаже состанок за Зумски да се видиме или било како ги имате контактите, јавете се, може да направиме муабет, не го наплаќаме тоа. Така да слободно ќе ми биде мило да стапиме у контакт и понатаму да правиме муабет што како може да се помогне на вашата компанија или бизнис. Благодарам, Зоран, предам го дам завршниот збор на Зоран Астевски, само да ве потсетам дека на вашиот мејл, пошто малку пробивне времето, во 8:30 веќе е стигнат еден мејл каде што вие имате можност да дадете оценка на вебинарот. Значи таму се става многу едноставно, еден клик е, но многу ни значи вашата оценка. Имаме тука неколку пофалби веќе тука, ви благодарам за тоа на тие што тука се вклучија со пофалба. Меѓутоа, ќе ве замолам и на самиот мејл, оценете не, сакаме да видиме кај се движиме, дали одиме во соодветен правец. На крајот, Зоран, од мене поздрав и го повикувам Зоран да го затвори вебинарот со една завршна или две реченици. Добро, или една долга. Се шалам. Нема да должам многу. Едно прашање за крај, дали сакаме пари? Сакаме сите. Меѓутоа, што сакавме да постигнеме со овој вебинар, со оваа средба вечерва, да ви обезбедиме квалитетни информации каде и зашто каде да ги набавите, на кој начин и зашто да ги употребите тие пари. И со која цел и зошто е оправдана нивната употреба. Значи, дигитализација и унапредување на вашиот бизнис. Дознавме многу информации, детално како да дојдеме до пари, до средства и на тој начин да го унапредиме нашиот бизнис. Зошто е тоа вредно? Зошто преку Helix ERP решението, преку дигитализација на самата компанија и имплементација на тие дигитални решенија. И следниот чекор останува на вас. Ја ви благодарам и за учеството, и за интерактивноста, и за убавите коментари. Како што каже колегата Гоце, ни значи вашата оценка што ќе добиете прилика да ни ја вратите како еден фидбек на крајот со една завршна порака. Ви благодарам за учеството и се гледаме во нека следна исто вака конструктивна прилика. Пријатна вечер. Хвала многу.